Дојќено студио продолжува со нашиот втор гостин вечерва, универзитетскиот професор и научник Миодраг Лабовиќ. Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарам на поканата. Професоре, вечерва ја донесовте и вашата книга Системско владење на правото против системската корупција. Нудите еден малку поразличен систем за кој што еве и со претходната наша гостинка дискутиравме за еден актуелен систем кој што е корумпиран. Да. Кој е вашиот систем кој што ќе донесе промени во државата и што предвидува тој? Ето еден вака доста посложен систем кој што е базиран на долгорочни фундаментални научни анализи, истражувања. Меѓутоа, видите, главното е што овде кај нас постојат определени дилеми или ја би ги тие повеќе нарекол определени фундаментални заблуди кај нашата правна елита, аналитичарите, експертите и да речеме така натаму во смисла дека видите нема систем, систем се луѓето. И дека не е крив системот или луѓето. Видите, точно е тоа дека системот го прават луѓето. Меѓутоа и самиот систем има определено повратно влијание врз она како ќе се тие луѓе однесуваат. Од тука сите тие да речеме повици дека треба да се развија свеста, дека ние сме имале да речеме релативно добри закони, меѓутоа тие, како што знаете, сите велат не се применуваат и тоа е точна констатација. Но е, видите, делумно точна и е од една страна доста погрешна, бидејќи ги остава на страна, односно сето тоа имплицира дека нема потреба од некакви длабоки, радикално квалитативни структурни реформи во тие круцијални, јас што ги викам 9 системи, со околу 50 на подсистеми внатре во нив, туку дека едноставно треба да се иде на таа едукација, тренинзи, обуки, проекти, флаер, проекти од НВО, да речем спонзорираните овако проекти и дека ќе се овој свеста развие. Меѓутоа, според америчкиот политиколог Ралф Дарендорф, за да по еволутивен пат, без да има овакви длабоки структурни реформи, тие емпириски негативни состојби по еволутивен пат можат да бидат сменети, меѓутоа треба да измине 3 пати повеќе време колку што тие негативни состојби траеле. Ако тие негативни состојби траат овдека кај нас 3-4 години, пута 3 колку е тоа? Тоа е негде од прилика 102 години. Од тука овие радикално квалитативни, не само радикални како што некои партии викат, тие имаат, видите, радикално екстремистички пристап. Ова не се, радикално екстремистички, туку се работи за радикално квалитативни, длабоки, структурни реформи во, 9 круцијални системи и од прилика, над 50 на подсистеми. Вие видовте во научната студија, таа е на, преку 603 страни, од кои што видите, 320 страни се само алтернативни, конкретни предлог решенја за оние витални прашања од, што би рекле, највисок национален приоритет. И од тука не можеме да ние одиме со тие, видите, наивни флоскули или, како што ја ги викам, фундаментални заблуди кои што ги има кај таа наша правна елита, интелектуална елита која што ги уствари прави сите овие, да речеме, стратегии, реформи и така натаму, бидејќи тие се премногу наивни тези, кога многу често слушаме од нив. Тоа е многу често, тоа е емпириски брутален факт. На секоја емисија тие кажуваат дека политичарите конечно треба да ги тргнат рацете за да се ослободи, како што знаете, правосудството. Меѓутоа таа е, видите, пожелна, многу убава, меѓутоа наивна теза. Зошто? Затоа што тоа едноставно значи непознавање таа објективна закономерна тенденција од антрополошко-психолошка и биолошка природа за метафизичкото јадро на самата човекова природа. Пластично, директно кажано, волкот не може да јаде трева, волкот сака јагне. Ако го оставите политичарот вие сам на себе, секој, видите, политичар, не само оваа власт актуелна, туку било која актуелна власт која што била досега во овие, сите минати овие години без оглед на нивната партиска, да речем, идеолошка провиненција. И уопште, политичарите во целиот свет, Јовица,
тие едноставно тендираат кон она што значи статус кво. И ако нема, видите, притисок од значи пред се интелектуалната елита, која најпрво беше идеја, така сите, видите, револуции, ако земе во така историјата, најпрво беше идеја, после беше филозофска мисла, а видите, најпосле политичка револуција. Кажи политичка револуција, тоа значи крвава револуција, а не шарена револуција. Тоа не сега да биде погрешно Лавовиќ разбран дека он сега заговара крвави револуција. Меѓутоа, историски непобитен факт е дека не постоела до сега политичка револуција која направила значајни промени во самото општествено уредување, а не само она што значи промена на самата номенклатура на власт. Да, например, дојде Петко наместо речеме Трајко со некои онака површни, палиативни, козметички промени без ништо суштински во самиот систем да се смени. Кога имало малку подлабоки, радикални општествени, тектонски, да речеме, промени во самото општествено уредување, тоа никогаш не се случувало без да биде, значи, политичка крвава револуција. Кажете ми еден, да речеме, пример кај што имало политичка револуција која овака донела поголеми суштински промени без да таа истовремено биде крвава. Има ли таков пример? Јас, колку што знам, нема. Дури една од значи, француските револуции во овој 19-тиот век, тоа учевме историја и носеше име крвава. Како што знаете, револуција, иако не беше само таа крва, беа сите други крвави. Од тука сакам да кажам дека устова само да дорша мислата дека не можеме ние да очекуваме од значи самите политичари ако ние имаме експертска и особено во академската фела, во највисоката академска фела, ману, академици, значи професори на видите правен факултет кои значи оваа научна студија игнорираат. А тоа не е обична научна студија која што земал некој напишал. Без оглед, значи надвор од оној факт дека е таа меѓународно верификувана и од највисоки експерти и академици, научници од сите 7 континенти прегледувана, оценувана и за тоа добива највисока научна награда, да го оставиме тоа, видите на страна, но да ја оценуваме според објективните, значи објективно неутрални научни аргументи на таа свот анализа. Која од тие разноразни концепции, дали стратегијата на значи ману 2024-2028 или ова што е овдека во ова научна студија предвидена нуди далеку по-оптимални решенија. Велам по-оптимални, не велам идеални, затоа што идеални не постојат. Не постои. Идеалот е само мета значи која што се ние сите едноставно стремиме да поблиску стигнеме. Меѓутоа, оптималноста значи која од тие различни стратегии нудат значи конкретни предлог решенија за оние највитални прашања во однос на нашиот правосуден систем, политички систем, кривично правен и така натаму, кои што имаат повеќе предности, а имаат значи помалку слабости. Тоа може објективно да се утврди преку објективно неутрален значи пристап, преку таа така речена свот анализа со значи рационална конфронтација на аргументите базирани на тие логички принципи, а кои што се видите поврзани со неспорни емпириски, правни и историски факти. И видите, не е апсолутно точно оние овие кои што велат дека врз основа на тие аргументи не може да се стигне до тоа што значи поцелен аргумент. И тука е една огромна фундаментална, видите, научна или ако сакате воопшто интелектуална заблуда, затоа што со аргументи преку ова рационална конфронтација на факти базирана, како што кажав, на значи аргументи со логички принципи и овие неспорни значи емпириски, правни, историски факти, може да се стигне кој поцелен аргумент и да се одбере по-оптималното решение. Не може аргументираната, видите, расправа да даде резултат и со аргументи да вие дојдете до некој по-оптимален заклучок, решение, одлука и така натаму, таму каде што се видите диаметрално спротивставени целите, имаат и текако исклучително различна вредностна компонента. Тука аргументите не вредат. Ако вие, како да речеме пример, како автор, како интелектуалец и така натаму, мислите дека корупцијата представува добро, дека тоа не е толку лошо, иако и тоа може да се видите дискутира.
Jer во нашето општество сите викаат корупцијата е најголемо зло, а се сите понашаат како да таа воопшто не е зло и као да некој да речеме други приоритети, економијата, животниот стандард се поважни. И тие се поважни за секој еден граѓанин во светот и во Македонија се поважни. Меѓутоа до тој животен стандард, до таа подобра економија не може да се стигне ако имаме системско, ендемска и високо институционална организирана корупција, затоа што и најдобрите економски политики нема да бидат адекватно спроведувани, туку тие, ќе бидат селективно спроведувани. Чим ќе бидат селективно спроведувани? Ќе се фактички на некој начин негираат основните принципи на она што значи конкуренција, а чим нема конкуренција на идеи, решенија, па и во самиот економски, да речеме, живот помеѓу самите економски фирми, компании, нема квалитет. Чим нема квалитет, нема едноставно развој. И од тука треба еднаш да се свати дека аргументите и те како можат да помогнат во оние ситуации кај што имаме иста заедничка цел, која што е вредносно за сите нас, заеднички прифатлива, и која што вредносна цел за која што има вредносен консензус, како што има, барем онака номинално дека е корупцијата најголемо зло, организираниот криминал и така натаму, владењето на правото е најголемиот лек, меѓутоа не се прави ништо да се одберат најдобрите решенија во она ситуација кога сме исто така, видите, согласни, постои вредносен консензус околу мерките, средствата, начините, методите како да се стигне до тоа. Кога не би имале таков вредносен консензус околу начините, мерките и решенијата како да се стигне до таа, видите, заедничка вредносна цел, тогаш аргументите не играат. А овде кај нас сите се као за едно, сите имаат иста, видите, цел, сите се согласуваат околу определени мерки, решенија, не се извинувам, мерки, начини и средства, меѓутоа пристапите, генералните пристапи и конкретните предокрешенија како да се оствари таа заедничка цел не се фактички дебатира. Се, видите, става фокус на некои можеби битни прашања, но овде кај нас, освен ретките исклучоци, секоја чест на ретките исклучоци меѓу вас новинарите, како што се вие, не дека ви правам лице што сум ваш гостин, ги има и во сите други редакции, но тие се ретки исклучоци. Најголемиот дел не стават фокус на она што е, видите, најбитното. Го можеби заговараат, дебатираат битното или малку повеќе битното, но никогаш најбитното. Дефокус на некои ефемерни теми, маргинални теми, не се отвараат најзначајните прашања за кои што како што веќе реков ушеднаш, ќе повторам, имаме така наречен вредносен консензус. Професоре, зборувате во ова ваше гостување, но и во претходни ваши за криминалот, институционалниот криминал со кој што се соочуваме во државата. Денеска се соочивме и со оставка на јавен обвинител од својата позиција, но вашата идеја е за некаква вкрстена проверка која што би се извршувала во тие институции. Колку тоа може да го реши овој проблем, бидејќи повторно ќе напоменам, денеска јавен обвинител вели дека нема простор за работа, не гледа перспектива, не може да постапува во предмети, му се одземаат ингеренции. Видите, не би коментирал лична одлука, бидејќи не треба системот на основу лични одлуки и така натаму. Може би сето тоа и, видите, не, може би и сигурно резултат на многу негативности во нашиот систем, особено тука станува збор за јавното обвинителство, како сето тоа функционира, многу, што би рекле, дисфункционалности и така натаму. Меѓутоа се исто така работи и за една личност која што е неоправдано премногу медиумски експонирана. И од тука ова е една, видите, двојна ситуација, има и определени негативности према неа, меѓутоа од, видите, друга страна и таа премногу се експонираше и беше дел од една, да не забораваме, противуставна и квази институционална институција која уште, види, пред да беше формирана, реков дека тоа е противуставна квази институционална институција која, како што беше, сите знаете, специјалното јавно обвинителство,
кое што на крајот и како што сите знаете видовме како Јавните обвинители заврши. помалку треба да се појавуваат во медиумите, треба да работат на предмети да се позатворени или Па и тоа, значи дури трае особено истрагата како што сите тајна. знаете, тајна, меѓутоа и после тоа не би требало да тие фактички кореспондираат преку медиумите. Затоа постојат таму определени лица како што се портпароли и така натаму и така натаму, меѓутоа вие ме уште едно прашање ме многу вака сериозно, битно прашавте за таа, видите, вкрстена контрола. Таа, значи, вкрстена контрола не е само фраза. Тоа е еден од, видите, методите, начините како да се фактички системот по својата внатрешна логика почне да го применува правото, што е нашиот најголем, не само според мене, еве и според сите други, тоа е, видите, точна, да речем, констатација дека е, кај нас најголем проблем фактички непримената на правото, меѓутоа за таа непримена на право која е, што е, точна констатација, реков дека таа делумно само точна е, многу од, видите, друга страна површна, палиативна, затоа што имплицира дека нема потреба од тие, како што реков, длабоки структурни реформи. Сега да кажам зборува, ако има воопшто време, што значи тоа да се по силата на самиот систем, по неговата внатрешна логика, видите, применува самото, право, законите, без да при тоа се ние постојано повикуваме дали имало или немало политичка волја. Политичка волја од кога постои Македонија нема. И ако ние чекаме, пак ќе речем, треба уште 100 години како да се наметне таа да се политичка наметне, волја? тоа е, видите, подлог процес. Меѓутоа, еднашка треба да ние фактички сватиме што значи тие, видите, длабоки структурни реформи. Јас за нив зборам веќе преку 20 години. Сега почна како некои папагали да сите повторуваат длабоки, системски, структурни, вакви, иако ретко кој од нив се сомневам дека знае што е систем, што е, да речеме, структура. Меѓутоа, во најкратки црти, тоа би, видите, значило дека секоја една влада, не ова актуелна, било која влада, не само тука кај нас Македонија, и во светот, представува основно жариште, генератор на тој институционален тип, највисок тип организиран криминал и таа институционално организирана, висока корупција. Зошто? Затоа што извршна власт ја има најголемата оперативна, видите, моќ, што не ја има судството, што не ја има, видите, законодавната власт. Сите тие може да бидат корумпирани и се корумпирани во известни делови, но извршната, видите, власт ги има ингеренциите најголеми и од тука во една особено земја како што сме ние со видите, многу, да речем, специфични детерминички фактори. Бидејќи секоја земја има специфични детерминички фактори на кои што науката може да само делува посредно, бидејќи науката делува многу директно преку макро и микросоцијалните услови, како што се, например, макросоцијални услови, да рече, правосудниот систем, со сите негови подсистеми внатре, понатам кривично-правниот систем, политичкиот систем, јавна администрација, државна администрација, локална самоуправа, економско-финансискиот систем, цивилниот сектор и така. Меѓутоа, и сите нивни, да речем, подсистеми, само, например, правосудниот систем, колку подсистеми има. Јавно-обвинителски систем, судство, адвокатура, извршители, нотаријат, државно правообранителство и исто така правосудна полиција. Меѓутоа, видите сега, да оставиме на страна правосудната полиција, бидејќи тоа се органи во состав на самата влада и нив ќе биде наивно да ги, например, изземеме и да овакво бараме да тие бидат надвор од, контрола на, било која извршна власт, бидејќи тогаш ќе се постави, да речем, прашањето која е, смислата на тој плурален политички систем кај што секоја една, партија или пак коалиција се бори за власт и во, нејзина политичка дискреција е фактички номинацијата на тој, да кажем, персонален состав околу нив
Сега тоа е да рече дискутабилно до кое значи ниво и нели така натаму во значи различни земји тоа е различно ниво, но во сите земји и овие земји репери кои ги ние што спомнуваме постојат такви значи да рече персонални состави кои што се по значи личен избор во таа да речеме политичка номинација како што се министри па и да рече државни секретари. Сега директорите може да бидат и на јавен конкурс и да ги избира независно тело, но тука веќе можеме да околу тоа да речеме дебатираме како да се остварува мерит системот и како да не биде на некој начин овако нарушен на тој значи плурален повеќе партиски систем и неговата иманентна карактеристика, а да, видите, сепак тие бидат избирани по некој, видите, мерит систем. Сега мерит систем има кај нас, но тој, видите, џабе што го има кога нема контролни институционални механизми, што ќе го сето тоа, видите, контролираат и кои што ќе го сето тоа на некој начин заштитуваат. Ако вие имате значи комисија внатре во еден орган или како сега што имаме во највисоките тела во на пример правосудството, судскиот видите совет сам себе треба да се ова разрешува. Од самите членови на значи судскиот совет треба да значи потекне иницијатива за да се разреши некој нивен колега или од видите најмалку 10 овог суди. Едно исто тело не може да се сам себе разрешува. И од тука се фактички поставува овако да речеме прашањето зошто не се малце размисли околу тоа дека едно орган е тој кој што ќе на пример иницира овак постапката, друг орган е што ќе на пример одлучува, а сосема треба да биде во таа жалбена второстепена постапка, како што би бил еден врховен совет на правдата, кој што треба да биде конституиран еден сосема нов квалитативен начин за да биде значи вистинско независно стручно тело од извршната, а на извесен видите начин и од законодавната власт. Кај што законодавната власт од многу јасни да речеме причини на таа парламентарна демократија која се уште постои кај нас, дека не може да биде исклучено. Затоа ќе има компетентни представници и од парламентарната опозиција и од парламентарното мнозинство, но и исто така компетентни представници од значи повеќе сегменти од она што значи граѓански сектор, не само од НВО, кои што сега се главниот фактор во и ги фактички поклопуваат сите други сегменти во она што значи граѓански сектор, како што се академската, научната фела, разните професионални асоциации мора да имаат своји да речеме представници, како што се судиите во случајот, јавните на пример обвинители, адвокатите, адвокатската комора и така натаму во одредени значи ситуации како Уставниот суд може да бидат и на пример синдикатите, во ако е на пример државниот завод за ревизија може да бидат уклучени овие професионални асоциации на да кажеме ревизорите, проценителите, сметководителите и нели така натаму адекватно на самата природа на нели тоа тело независно. Сега кога збориме за независни институции, малку ја слушав, може ќе бидам безобразен, но ете дури седев таму слушав. Вика ние сме односно државната антикорупцијска вика комисија била независна. Таа не е независна. Ние немаме вистински оптимално независни институции. Затоа што во ова значи нова поделба, значи на овој 21 век не е само класичната трипартитна поделба на нели власта судска, извршна и ова законодавна. Имаме четврта власт, уставното судство, петта власт, значи државната комисија и овој државниот завод за ревизија. Имаме шеста власт, тоа се сега како шеста власт, видите, овако наметнува, таа не е власт, но се наметнува во она почетнока смисла што значи власт. НВО, организациите кои што се не, видите, заобиколен фактор во сите тие, видите, реформски тимови, стратешки тимови, донесување закони, кај што ги тие истиснуваат научниците, кои што ги имаат и по природата на нештата треба да ги имаат најдобрите решенија, бидејќи се тие на најонака длабок, фундаментален овој начин занимаваат со сите овие прашања. И седмата власт, како што сите знаете, не е само обична метафора и обична фраза, представуваат медиумите. И од тука кога зборуваме за таа, видите, вкрстена контрола, таа се однесува помеѓу овие различни власти на тоа највисоко ниво во тоа хоризонтална организација на овако власта. Значи помеѓу извршната, законодавната, правосудната власт и овие останатите што ги набројав да не ги редам. Уставно судство, државна комисија за спречување на корупција, државен завод за ревизија и така. Сите си имаат својата улога, но сега што се случува?
Сега се фактички овој случај заради таа огромна концентрација на со ништо неконтролирана мок што има извршната, видите, власт. Да, иако определени институции кои што се, видите, номинално, декларативно независни, но не се вистински независни. А ќе кажам зошто, прашајте ме, зошто не е управо Државната комисија за спречување корупција, која ја земаат сега како репер, као била најнезависно и нејзината, значи, постапка за избор треба да се применува и на останатите тела, ја ќе кажам зошто тоа не е најдобриот и што е најдобриот избор. Но, видите, пред тоа државниот јавен обвинител кој што моментално се избира во собрание и се појавува член на владата кој што го фали реално тој избор на државниот јавен обвинител. Тоа е ептен нешто кое што не можеме да кажеме дека независно во ситуација кога, значи, владата предлага, а го избира парламентарното мнозинство кој не само сега, туку во сите овие изминати 3-4 години представува гласачка машина што е на самиот владино партиски врв, што е, видите, неспорен, непобитен емпириски факт. Да, значи не постои ни еден пример кај нас, видите, досега да тоа парламентарно мнозинство изгласало нешто против предлог на една влада, што не е случај во тие земји кои што имаат, значи, видите, долговековна парламентарна традиција, као Англија, Франција и така натаму. Од тука ние не можеме да ги тие нивни, да речеме, решенија странски кои што таму дават и текако успешни резултати, овдека некритички, односно како би рекол механички применуваме, а тоа се прави 3-4 години од тие наши врвни интелектуалци, академици, од таа, видите, правна фела зборам, не зборам за останатите од природно-математичките и, да речем, техничко-технолошките науки, кои што ги овие наши закони прават и тие представуваат целосен фијаско, затоа што не се зема во обзир таа, видите, научна, да речеме, квалитативно факторска анализа, се игнорира, они на секој начин, на секоја дебата, ако јас не отидам сам или не ме покани некој друг, а не они, не ме уопште, видите, повикуваат. И ја не се жалам, меѓутоа кога ќе отидам таму, има, видите, овак стенограми, има све и, значи, сведоци таму кога се рачленат работите во тие, да речеме, детализирани модификации на различните конкретни предлог решенија, таму се, видите, гледа, јас нема да бидам сега лажно скромен, ќе кажам факт, кој е, значи, брутален емпириски факт, дека се гледа огромна разлика во самиот, значи, квалитет и тие на било кој, видите, начин гледаат да се тоа овој дебата прекине, да им е било надвор од нивната, да речеме, концепција, не сме сега можеле за тоа да зборуваме, а видите, ако ние, видите, дискутираме дали е еден закон квалитетен или не, зошто и да таа негова генерална концепцијска замисла не се смени, ако има некоја определена, да речем, подобра, па и во одредени, видите, предлог решенија, конкретни, исто така кај што има многу подобри, по-оптимални предлог решенија, кај што дебатираме таму со аргументи, едноставно не се сака тоа да се прифати. И само да завршам околу вкрстена, значи, серија на тие оптимално независни институции кои што би требало да биде во таа идејна сфера, која сега не се става ни значи воопшто на, значи, маса да се види ова разгледува. Значи не се става ни на маса да се разгледува, ќе, видите, дојде до она што е видите, посакуваното, не да биде идеално. Идеално никогаш не може да биде да не тече мед и млеко. Но ќе биде на многу да речем, значителен повисок еден степен применувањето на тие наши закони по силата на самиот, значи, систем, бидејќи во ова научна, значи, студија, Јовица, има, значи, такви институционални предвидено, такви институционални контролни механизми кои што се на сосема квалитативен начин конституирани и врз кој што ќе се има одговор на архетипското прашање кој ќе ги контролира контролорите. И тие кои што треба да бидат контролори и во, значи, првостепена постапка и во она што значи жалбена второстепена, значи, постапка, на сите нив ќе има еден релативно затворен овој круг на овој контрола, да никој не биде надвор од системот, како што сега имаме институции доскоро па и сега доскоро до, значи, 2019 година судскиот совет никој не го контролира, односно ни едноставно не можеше да се поведе така постапка, никој не го значи контролираше советот за јавни обвинители, исто така не можеше да се и уште не може, мислам, да се значи покрене дисциплинска постапка за тие членови на овој советот на јавните обвинители.
Уставниот суд да не апсолутно зборам. Гледате, председател на Уставен суд излегува на пресконференција, вели ќе правиме темелни реформи. А што е темелна реформа за него? Уставна тужба. Во ред, тоа не е, значи, мала работа, тоа е добро и нели така натаму, но тоа е една мала капка во однос на тоа што значи темелна реформа во ситуација која ние имаме дека, видите, мнозинството уставни суди се избират од парламентарно мнозинство, кое што е се нивниот мандат, бидејќи овој надминува мандат на еден, видите, парламентарен состав, тие може да бидат избрани и од некоја, значи, друга партиско-политичка, да речем, номенклатура и на неа полагаат рачуни, овие кои што ќе бидат, да рече, другите на некоја друга, меѓутоа тие не се независни. Не е доволно нивниот 9 годишен мандат за да ние кажеме дека се тие овак независни. Тука се сега бијат копјата, можеби има, да рече, простор за една подлабока овак дискусија, бидејќи Уставниот суд одлуките што ги донесува, тие се конечни, меѓутоа и за тоа постојат решенија и не би требало и тие да бидат надвор од, значи, контрола на системот и да, значи, донесуваат некојаш многу спорни, да не кажам, нели, дискутабилни одлуки. Професор, веќе ни стекува времето, имам уште едно прашање кое што мислам дека е многу важно. Живееме во еден нов свет со вештачка интелигенција, со AI и со блокчейн технологии. Колку тие можат да помогнат во оваа борба со корупцијата или пак да ја отежнат, бидејќи сведоци сме дека во светот има случаи во кои што корупцијата сега се одвива по такви блокчейн технологии кои што се тешко да се регистрираат или следат, можеби. Одлично прашање. Благодарам за, значи, можноста. Видите, воопшто дигитализацијата, видите, блокчейн технологијата која што е иднина и која што ќе биде освен за овие криптовалути, значи понатаму во речиси сите овие сегменти од јавниот живот применувана, таа ќе биде значајна алатка, значајно олеснување и исклучително многу ќе, видите, даде придонес на она што значи транспарентност и намалување на таа, значи, така речена конвенционална, односно административна и, видите, судска корупција. Но таа нема да даде резултат. Тука е мојата главна разлика со сите други експерти, аналитичари, академици и така натаму. Во однос на она што значи високо институционална организирана корупција. Затоа што ако вие, како што реков, не го смените системот и нема оние што ги реков длабоки структурни реформи, кој што по силата на својата внатрешна логика ќе го, значи, применуваат правото. Еден од тие сегменти, не го кажав, е и намалувањето, односно не, видите, разластувањето, не оно што значи децентрализација, не деконцентрација, туку демонополизација на владата од нејзините нетипични владени функции. Додека сите други типични владени функции, како водењето на тековна економска, финансиска, безбедносна, образовна, еколошка, одбрана и така натаму политики ќе се останат. Но да не се меша владата во избор на јавен обвинител како што има сега, во членови на судски совет преку ове собранието. Вие знаете дека парламентарното мнозинство, не судските членови, ги избира, а ги избира во, значи, претходен договор со владено партиски одбор. Уставните суди исто така. Значи, клучните државни институции не се кај нас независни. Државната комисија за, значи, спречување корупција, која се смета дека е сега репер како треба другите ковајаги независни тела кај нас. Таа не може да биде независна, која ја избира, која ја не ја предлага комисија за избори, именувања, која што е составена од опозиција, позиција и која, како што знаеме, за сите дошегашни избори по тие, да речеме, дневно овој политички и, значи, тесно партиски избори досега фактички донесуваа некои компромисни решенија, а не најдобрите решенија. А ги на крајот избира на, значи, пленарна седница парламентарно мнозинство. И сега да не одам јас да кажувам поединечно и од тој претходен состав кој што беше толку многу фален, имаше некоја статистичка ефикасност, да, огромна, но никаква ефективност, затоа што не е втемелен во системот, но тој кохерентен, комплементарен, значи конзистентен антикорупцијски систем само дава овак соопштенија, дава определени извештаи, а нема никакви контролни институционални механизми да органите према кои што ги даваат тие извештаи и нели така натаму да имаат овак санкции. Сега,
Како ќе се примени таа блокчейн технологија и видите воопшто дигитализација и еве да речем вештачката интелигенција и во ситуации кога тие ќе имаат се повеќе и значи повеќе рапиден овој пораст, ја реков дека ќе има значаен придонес во она што значи да рече транспарентност, обелоденување на нели многу докази и постапки кои што не можат да бидат сокриени. Меѓутоа, што се случува кај нас? И во ситуации сега кога се уште немаме доволно развиена дигитализација, примена на таа вештачка интелигенција, кога истражувачките новинари, па и таа опозиција, еве не само оваа каква таква никаква, меѓутоа и било која друга, порано за овие 3-4 години, кога со докази, апла докази, значи корпус деликти ќе видите настапела и што викале актуелните политичари? Ако имате докази, значи проследете ги до надлежните државни институции. А тие имаат докази и тие ќе ги видите проследно до надлежните државни институции. Што се случува? За највисоко, значи профилираните корупцијски предмети, кај што се највисоките политичари од известна власт и тие околу нив, од нивното овој семејство и окружување од таа, да речеме, бизнис клиентелистичка шема. Дали досега имаме таков случај отворен за овие 34 години и дали очекувате вие, ја ве прашам сега и од сега да биде тоа отворено? Иако има докази од истражувачките новинари, од некој НВО можеби или еве и од опозиција, и они викаат имате значи надлежни институции, нека надлежните институции одлучат, а тоа се надлежни институции кои што се исклучио директно од значи формално правен аспект под нивна контрола или видите де факто се што викаме зависни, односно фактички се зависни од државната власт, бидејќи да не забораваме извршната значи власт, освен тие ингеренции што ги има, таа одлучува за многу други работи, кои што реков, огромна концентрација, па таа одлучува и за судиите, дали ќе одат во значи меѓународен судот за човекови права Страсбург, кај што се огромни платите, мислам дека 30.000 евра месечна плата, одлучува кој ќе биде представник во таа Венецијанска комисија, во видите Греко, кај што се огромни овој хонорарите, кај што седат видите партиски експерти, а ние овде како мали ученичиња, како папагали ги тие повторуваме, иако има, ја ќе бидам нескромен и ќе кажам, согласно таа рационална конфронтација и објективно неутрален став на својата анализа, а не овак зборување на памет и значи фалба. Иако не е убаво сам да се зборува и тоа е многу, да речеме, овак неблагодарно глупово, но ако е нешто жив и видите брутален емпириски факт, а нема кој да го каже, не е фалба да се каже или да се седне на една маса и да се дискутира и да се види ако има подобро, да се донесе подоброто. А било кој од нив, ако го ова, видите, прочита, а може би го чита, треба да се страми. Зошто го држи на страна нешто што е најмалку 3 пати квалитативно подобро, а тоа, значи, не се применува, доколку би се применило, и овица 70 до 80% Македонија, аз гарантирам, и сум рекол и во некои други емисии на овој телевизија, ќе искренам докторската титула и, видите, мојата професорска... Дуре, дека и на Transparency International би паднале на 40 места помалку за 3-4 години доколку се имплементира. Тоа јас го кажам јавно во таа моја научна. И тоа нема да се случи за една година. Најголемите, тоа ќе има определени, да речем, значителни овак резултати постепено, меѓутоа најголемиот, значи подем, најголемиот, да речем, значителен квалитативен скок ќе се видите направи после првиот трансфер на власта, бидејќи и ова ќе го кажам дека секоја една власт која што ќе има таква интелектуална доблес, да го најпрво интелектуално препознае, да го отпосле правно усвои, да го после практично примени, таа ќе остави место во самата историја на својот народ, ќе остави вечна неизбришлива трага, бидејќи ќе го реши еден од вид најголемиот проблем. Второ, ќе биде репер не само за овие земји од овој Западен Балкан, туку и значи многу пошироко, бидејќи со оваа системска корупција се соочуваат најмалку 80% земји во светот. И видите, трето, таа власт што ќе има таа интелектуална, морална и, како што реков, духовна значи доблес, ќе ги знае, видите, слабостите на овој систем,
А овој систем има слабости, јас најдобар ги знам тие слабости. И од тука тој што ќе го инсталира прв, ќе ги контролира тие слабости и во прво време нормално е дека може и да има определени злоупотреби на некој од овие решенија. Но после првиот и понатаму другите трансфери, тоа све помалце и значи помалце ќе може да се случи бидејќи ќе има такви институционални контролни, значи овие механизми кои што ќе бидат во еден дел и со уставни измени гарантирани и со двотретинско мнозинство во некој да рече закони идните, значи власти не ќе можат да ги тие значи така лесно сменат. Ќе се видите воспостави еден систем кој и ќе се значи понатаму развива, но што ќе биде доволно добра основа за да веќе не може да се тој на овој полошо менува, туку може да се развива само на подобро. Професоре, ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам и на вас, јавите. Вам почитувани, ви благодарам што и вечерва бевте со Ноќно студио. Повторно ќе се видиме веќе од вторникот 20 часот. Пријатна вечер.